со нас, бидејќи системот не ги заштити. Затоа денес немаме што ново да побараме. Нашите барања се исти со години. Гласно и јасно кажуваме дека не се помируваме додека не почнете од корен да го менувате пристапот и не признаете дека создадовте услови за епидемија на насилство врз жените. Правдата ќе ја бараме на улица, гласно и здружено. Нема да дозволиме да ни избришате, опресирате и покорите. Алното потфрлање и одбегнувањето одговорност жената го плаќа со своето здравје, живот и достоинствено постоење. Надлежните институции и политичките партии со години бираат да не ги слушаат нашите крици, барање за превенција, заштита и одговорност. И затоа и самите учествуваат во насилството. Одговорни и виновни се сите кои порано или денес имале моќ да направат вистинска промена и да ги заштитат жените, а тоа не го направиле. Умираат жени. Лути сме, тажни сме, гневни сме. Преплавени сме од вести за различни силувања на женското тело и достоинство, за насилства кои секојдневно ја потсетуваат нашата реалност. Дека жената се уште мора да се бори за својот живот, својата безбедност и своето достоинство. Со почит кон досегашните победи на жените за достоинствен и слободен живот, но свесни за секојдневните системски агресии кои продолжуваат да го загрозуваат нашето постоење и ја прават оваа борба нужна и неодложна, и оваа година излегуваме на женски марш. Жената ниту некогаш била, ниту сега е безбедна. Ние, како жени, постоиме на маргините на заедницата, како и на маргините на историјата, под постојан ризик да бидеме избришани, заборавени, убиени, и фактички и фигуративно. И не остана нема да стои и да гледа насилство пред незините очи. Стоја ми како дете, кое гледаше насилство во својот дом и немаше глас да се спротистави. Две деца во плач и во грч се прегрнаа во тој миг и јас си реков дека се ќе биде во ред. Ја утешив и дадов трошка надеж дека на овој свет правдата постои. Но 45 дена подоцна таа надеж не беше доволна. Ве прашувам сега сите, постои ли правда за сите загубени животи кои ги броиме и со грудка во душата ја дочекуваме следната трагична вест? Потврливме како општество, потврливме како систем, потврливме и како родители. Ние до ден денес не создадовме подобра иднина за нашите деца. Создадовме страв, создадовме систем во кој со право немаме доверба. Создадовме секојдневие исполнето со болка. И затоа сме денес тука. Феминицидот не започнува со последниот удар. Тој започнува многу порано. Феминицидот започнува со првата тишина. Семејното насилство мора да биде приоритет број 1 на секоја институција. Од тука започнува борбата за посветла иднина. Брзата соработка на институциите во клучните мигови да пријава спречува повторување на насилството. А што гледаме ние секој ден? Сторители кои слободно шетаат меѓу нас и со насмевка раскажуваат сама си го бараше. За нашите ќерки, за нашите синови кои ги растеме во љубов и разбирање, додека мајката на идниот партнер на нашето дете денес живее во страв дека никој нема да ја помогне. Во каков партнер ќе прерасне тоа дете? Семејните трауми се пренесуваат од генерација на генерација. Само погледнете во своите семејни стебла. Изморени, истрошени и болни жени кои до последен здив се бореле за нашата среќа, а за својата среќа тие не размислувале. Како може да се бориш за среќа, а нејзиното значење да не го чувствуваш? Стојам пред вас со молба да погледнеме во себе
и да почнеме од себе. Внатре. Секој вработен во секоја институција пред се е човек. Разбудете ја човечноста, разбудете го разумот. Мајка која плаче, ќерка која се тресе, девојка која што молчи во аголот. Сето тоа е состојба на страв. А вие, оние кои имате мог да помогнете, сторете го тоа веднаш. Заштитете ги. Отстранете ги сторителите од нивните домови. Однесете ги нив во шелтери под надзор. А жртвите, оставете ги во нивниот дом со нивните деца, да не преживуваат уште една травма на загуба на домот. Општество кое се бори за својата иднина. Не стојте на страна. Кога гледате насилство, реагирајте. Ако сите се кренеме и ако сите реагираме, насилството ќе стане срамота. Сега потекот е на сите нас, пред се како луѓе, а потоа како институции, да го разбудиме ова општество од вековен сон и да се запрашаме што прави секој од нас да го спречи следниот удар. Дали ќе останеме неми сведоци или ќе се бориме со сите сили да му овозможиме на нашето дете безгрижна иднина, подалеку од секаков вид насилство. Не треба да дозволиме ниту едно дете повеќе да биде оставено во немок и страв. Проценти од работната сила, жените уште се помалку платени од мажите за ист вложен труд. Овие статистики само се надоврзуваат на уште попоразителниот труд во сенка. Оној неплатен труд што никогаш не се вбројува во БДП. Грижа за домот, грижа за семејството, децата, постарите, тоа се паѓа на женскиот грб. Бирократијата и стравот од отпуштање ги брише жените од работните места уште пред да отидат на породилно отсуство. А ако стигнат дотаму, фондот задоцнува со исплата, а уште потешко е за земјоделките, кои имаат права, но тие се само делумно заштитени и опфатени во законите и не се спроведуваат во реалност, пишува во овој говор. Ова се зборови кои силно отсликуваат колку е важен женскиот труд во градењето, одржувањето на една држава. Држава за која тие се невидливи, држава за која тие се нечујни и не го уживаат правото на економска независност и ниту едно друго загарантирано право. Оваа држава не го гледа женскиот труд, а уште помалку го вреднува женскиот труд. Во време кога за жената и за незините права минливо и сензационалистички се зборува само кога ќе се случи родово базирано насилство, мораме подлабоко да погледнеме каде потфрла системот. Каде системот ги изневерува жените и го загрозува животот на девојките и жените. Тоа почнува со поткопувањето на нашата економска моќ и нашата економска независност. За внатрешни работи. Како не ви е срам да се појавите на говорница после рекорден број на убиства на жени, на кои им предходело пријавувано насилство, по кое не се постапувало соодветно, и да ни порачате да пријавуваме и да не ги повлекуваме пријавите. Премиере, нели ги знаете законите на земјата која ја водите? Институциите имаат службена должност да постапуваат и да ги заштитат жените жртви на насилство, особено оние кои живеат во висок ризик. Министре Росица директно ве контактираше, очајно барајќи заштита додека животот и висел на конец. Како не ви е срам да продолжите со вашите денови говори и функции и да не изразите сочувство?